Струмичките синобили со победа го завршија третолигашкото фудбалско надпреварување. Во Кочани го крена шампионскиот пекар и следната сезона на стадионот Младост во Струмица на струмичани и љубителите на Беласица им носи второлигашки фудбал. Овестите на Канал ВИС, Славчо Васков Пинда, првиот човек е на Беласица. Пинда, задоволен ли со тоа што Беласица во оваа сезона го постигне еден одличен рекорд, би рекол, на постигнати голови, мислам дека два пораза, ако коригирајте ме, но генерално како помина третолигашкото надпреварување каде што немавте конкуренција дефинитивно? Добро, оваа година уште на почетокот на сезоната целта беше поставена Беласица да влезе во втората лига. Оваа цел се оствари. Не би рекол дека бевме ептен доминантни, беше интересна целата лига. Имаше конкуренти за прва лига, за освојување на првото место и од други клубови, меѓутоа ние како најквалитетна екипа, впрочем тоа се докаже и во одиграните надпревари и дадените голови, сами што рековте, Беласица заврши прва во оваа лига и влегуваме во втора лига. Дали веќе се размислува, се крои стратегија за второлигашкото фудбалско надпреварување? Ината сезона ќе имаме втора лига Исток и втора лига Запад. Многу ми навела дека источното друштво ќе биде многу поквалитетно пандан на првата лига. Да. Па пошто се знаеше неколку кола однапред дека ние ќе бидеме први и ќе влеземе во втората лига. Значи веќе работиме на ова поле. Разговараме, преговараме со неколку играчи од првата лига. Сега приоритет на разговори за појачување на Беласица имаат играчите од Беласица кои играат во првата лига и во втората некој. Меѓутоа целта ни е прволигашки играчи да донесеме. Значи се работи веќе на случајот. Беласица има нова цел. Целта е прва лига и се надеваме дека ќе ни се оствари и дека ќе ја направиме ова сезона уште поинтересна и уште поквалитетна Беласица. Со колку надпреварувачи ќе биде фудбалери ќе биде засилен сениорскиот тим за втора лига? Ова конкретно во бројки не можеме точно да го кажеме, ама мислам дека 5-6 играчи плюс ќе се земат. Овие кои игре и оваа сезона ја одиграа ќе останат. Неколку може само да ги ослободиме. А ќе земеме прволигашки играчи. Сите кои ќе ни дојдат како појачување ќе дојдат од првата лига. Останува овој стручен штаб или нов стручен штаб ќе го предводи тимот на Беласица во второлигашкото надпреварување? Останува овој стручен штаб, може само да го надополниме со плюс некои луѓе, меѓутоа тимот кој победува останува. Така, и само за крај, господине Васков, очекувате ли струмичани да се вратат на стадионот Младост? Па, фудбалот се игра за публика. Беласица е бренд на градот. Беласица е дел од секојдневниот живот на нашиот град, на луѓето кои живеат во Струмица. И знам дека истото ова што го осеќам јас за освојување на овој пекар и влегување во втора лига го доживеат многу луѓе од Струмица. И со влегувањето на втората лига на Беласица, со појачување со нови квалитетни фудбалери, со квалитетна втора лига има големи шанси и голем предизвик ќе биде за струмичани, струмичката публика и публиката која најава за Беласица да дојде да ја гледат. И се надевам дека ова сезона Беласица заедно со публиката и јас како председател на Беласица и мојот тим околу мене сите заедно ќе ја внесеме во првата лига. Благодарам. Тоа беше Славчо Васков Пинда, Беласица, првиот човек на Беласица кој што ја освои титулата во третата фудбалска лига Исток и вели дека за една сезона Беласица ќе се најде во елитното фудбалско надпреварување во Македонија.